До септември се очекува да биде ставен во функција новиот ургентен центар во клиничка болница Штип, кој ќе ги обслужува пациентите од источниот и југоисточниот регион. Како што потенцира анестезиологот професор доктор Билјана Евтимова, центарот ќе биде сместен во приемниот дел на болницата, каде ургентните пациенти најпрво ќе добиваат диагностика, а потоа ќе бидат третирани каде што е потребно во болницата. Тој ќе биде на местото каде што сега е дежурната амбуланта на приемниот дел на болницата, ќе биде хируршки и интернистички ургентен центар за сите пациенти од источно-југоисточен регион кои ќе доаѓаат тука како ургентни пациенти, да бидат сместени првично да се диагностицираат и после тоа да се третираат таму каде што е потребно да бидат третирани во нашата болница. Од болницата информираа дека подготовките и процедурите за реализацијата на проектот веќе се започнати. Активностите ќе се реализираат во текот на летниот период, кога има помал број на пациенти и помал притисок врз амбулантите. Ние веќе почнавме со процедурата, се надеваме дека во текот на летниот период, кога имаме помалку пациенти, помала гужва, за да не бидат оневозможени работите во другите амбуланти во интерес на пациентите, се надеваме летото ќе го завршиме така да од септември, сега да не кажуваме, неблагодарно е да се каже период, но се надеваме од септември дека веќе ќе почне да биде во функција ургентниот. Кога е во прашање недостигот од анестезиолози во клиничка болница Штип, дежурствата засега се покриваат со помош на лекари од Скопје. Од болницата очекуваат засилување со уште неколку анестезиолози, што би помогнало во надминување на почетниот дефицит на кадар. Очекуваме септември-октомври да завршат специјалисти и двајца всушност од овие што ги вработивме од приватни се вработија кај нас за 3 години. Со овие тројца сега се надеваме дека ќе го решиме тој почетен дефицит, да кажам, за почеток. Би било во ред. Инаку ургентниот центар ќе биде хируршки интернистички центар за сите пациенти од источниот и југоисточниот регион кои ќе доаѓаат овде како ургентни пациенти.